Добре дојдовте во Зали Брод, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде министерот за спорт Борко Ристовски. Добре дојде. Благодарам поканата. Министре, пред малку токму денеска се доделени националните признанија за најуспешни спортисти во Македонија. Кои се ја доби, зошто ја доби оваа награда, односно признание? Добија околу 20 заслужни спортисти, кои што ние пред одреден период направивме измени на законот и ја проширивме малце да можат да добиваат национални признанија и сите оние кои што освојувале Лига шампиони или највисоки клупски титули надвор од Македонија, ја проширивме и во досегашниот список се појави околу 20 спортисти кои што освоиле дали Евролига, дали Лига на шампиони, дали порано како и да се вика највисоките спортски надпреварувања. Ова е еден начин да ние како министерство и како држава покажеме дека не ги забораваме сите оние спортисти кои што 30 години беа заборавени, затоа што сме убедени дека овие признанија можеби требаше да ги добијат многу порано, но ете не знам од кои причини беа заборавени овие спортисти и ние ги направивме тие законски измени да може најпрво да се стават на еден пиедестал како пример што направиле, меѓутоа и на пиедестал да служат како пример за сите останати млади и мотивација и на крај на денот да покажеме дека државата ги вреднува нивните успеси, државата ги вреднува се она што тие го направиле во име на спортот и на Македонија и да бидат како еден подстрек и еден мотив повеќе за сите оние млади кои што сакаат да се бават со спорт или се на некоја граница дали да се бават, дали да не се бават на таа раскрсница на животот, да ја речеме, во кој што секој од нас бил, и нели дали да одите по професионалниот пат да работите или да се бавите со спорт кој што бара многу откажувања. Ова е една причина повеќе да знаете дека државата секогаш ќе знае да ги вреднува вистинските резултати, вистинските спортисти и дека секогаш ќе стои позади тие резултати со едно скромно признание, меѓутоа и доживотна пензија која што на сите овие заслужени спортисти им следува. Зборуваме за спортисти од колективните спортови. Од кои се спортови имавме денеска присутни? Па од колективните спортови имаше од кошарката, од ракометот и од фудбалот. Досега на тие наидовме, кои што мислам дека во фудбалот беа со Црвена звезда Илија Најдовски и Панчев. Пандев беше со Интер и освои Лигата на шампионите. Во ракометот тоа е Кометал Ѓорче Петров, кој што пред 20 години мислам ја освоја Лигата на шампионите, ракометарите на Вардар, кои што освоја Лигата на шампионите, Кирил Лазаров со Барселона, така да Перо Антич во кошарката со 2 пати освои на Евролига, Петар Нумовски исто така со металопластика, така да еден сплет на сите најголеми успеси кои што и се случиле на Македонија или сите оние спортисти кои што со странски или домашни клубови, независно меѓу од групните спортови, го достигнале врвот и освоиле таа титула Лигата на шампионите или Евролига или во тоа време веќе не знам и како се нарекуваше. Меѓутоа се од највисок степен на надпреварување. Сите знаеме што значи еден Горан Пандев за македонскиот спорт, сите знаеме што значи еден Илија Најдовски за македонскиот спорт, што значи Петар Нумовски за македонскиот, Кирил Лазаров, сите оние ракометарки од Кометал Ѓорче Петров, да не ги набројувам, така да има доста спортисти кои што заслужуваат и да бидат испочитувани од страна на државата, меѓутоа и да бидат повторам ставени на пиедестал каде што ќе ги вреднуваме вистинските вредности и ќе промовираме нов начин на размислување и грижа од страна на државата. Она што и вие го спомнавте претходно, не се станува збор за едно обично признание, станува збор за доживотно внимание, буквално кажано, на државата, за една парична помош или пензија, да ја наречеме спортска, како и да е, во какав износ е тоа и тоа ќе трае целиот живот, не од денес. Целиот живот, ова ајде да кажам, пензија ќе стапи на сила од следната година, значи од следната фискална година, ќе добиваат во вредност од 1,3 просечна плата. Не знам точната вредност колку е, меѓутоа е околу 60.000 денари, што не е мала сума и е за почитување. Сепак тие целиот свој живот го посветиле на спортот, на вистинските вредности, на промовирање на Македонија и свесни сме дека со само тоа мене искрено ми е жал што нема повеќе спортисти
што можеме да доделиме пензија, меѓутоа искрено се надеваме дека во иднина ќе се појават што е можно повеќе такви спортисти кои што ќе ја освојуваат Европа во било кој спорт групен и ќе можеме и на тие спортисти луѓе да им го дадеме истото признание и оваа пензија се добија по завршувањето на 40-та година, значи секој оној кој што има навршено 40 години ќе може да аплицира и да почне од следната година да ја добива пензијата. Така, значи ова ќе стане традиција, нема да биде завршуваме со нив, туку ќе зависи сепак и од спортистите кои што ќе ги имаат овие успеси, но и за младите зборуваме како надеж и мотивација од друга страна, така. Па не, се надевам дека ќе стане традиција и се надевам дека следната година ќе имаме уште повеќе спортисти кои што ќе добијат ова национално признание или во наредните години кога и да ние сме спремни како министерство да во истиот момент ги доделиме овие признанија кои што пред се значат едно испочитување од страна на државата, меѓутоа и еден пак ќе се повторуваме повеќе пати, меѓутоа мислам дека е многу важно да служат како мотив за сите оние млади кои се бават со спорт. Имаше и остри реакции од страна на албански новинари и партии, зошто меѓу овие 20-тина луѓе нема ниту еден албанец. Па добро, мислам дека се тоа реакции на некои албански партии од опозицијата. Да. Ја не би сакал да овој убав настан се политизира и донесува до една поларизација во општеството. Јас апсолутно не ги делам спортистите на албанци, македонци, турци, срби, било кој етникум. За мене постојат само успешни и неуспешни спортисти. Јас не ги доделувам наградите, државата не ги доделува, не бира кои спортисти ќе добијат. Едноставно сакаме да сите оние кои што освоиле Лигата на шампионите во фудбал или во Евролигата, во кошарка или Лигата на шампионите во ракомет, да им дадеме признание. Јас силно посакувам да веќе следната година имаме и албанци кои што тие ги кажаа така и пробуваат да прават поларизација на општеството, да освојат што е можно повеќе титули во Лигата на шампионите или во кошарка или во ракомет сеедно и да го добијат веднаш признанието. Тоа апсолутно нема никаква врска дали се албанци, македонци, турци, срби, апсолутно не правам никаква поларизација, нити во спортот е потребно такво нешто, меѓутоа мислам дека тоа беше еден лош обид за добивање на некакви си ситни политички поени кои што на крај на денот сите оние кои што ме познаваат знаат дека апсолутно не проаѓаат такви работи кај мене, меѓутоа сигурен сум дека и кај јавност. Една од работите што ја почнавте како министер е токму и спортскиот ваучер за клубовите. Докаде е реализацијата, се одвива ли тоа? Не постои повеќе спортски ваучер. Ние праксата од претходната влада на доделување на некаков си спортски ваучер го укинавме и ги направивме да бидат спортска субвенција која што директно се исплаќа на федерациите и клубовите и спортистите. Ние веќе исплативме првиот дел од 440 милиони денари помошта за спортските клубови, федерации и индивидуалците. Вториот дел до 600 милиони денари ќе биде исплатен во август месец и со тоа ќе заокружиме таа помош, субвенции на спортот, генерално директна помош на спортот, а не преку некакви ваучери. Потоа ја морам да напоменам дека во изминатата година откога сум министер за спорт, државата и министерството исплати директна субвенција или помош на средства до клубовите во висина од 18 милиони евра, што е сериозна бројка. Ако се земе предвид дека во минатото нити се исплаќаше воопшто минатата година, не се ни исплати од страна на претходната власт ваучер, така наречениот ваучер. Ние оваа година измината успеавме да исплатиме 18 милиони евра, што е сериозна помош за спортот и се надевам и верувам дека таа помош ќе оди во нагорна линија, се во рамки на можностите на државата како располага со средства, меѓутоа сигурен сум дека веќе од следната година таа сума ќе се обидеме и верувам дека ќе биде и уште поголема. Токму темата спортски ваучер беше тема за криминал во претходната агенција за спорт и млади, нели, која што вие укинавте, како што кажавте, со субвенција. Дали досега се одвиваат работите како што треба? Нема некоја афера колку што знаеме со доделувањето за промена, би рекол, со оваа тема? Секогаш кога менувате еден систем, ќе има дел кои што ќе бидат мал дел кои што ќе бидат незадоволни. Меѓутоа јас кажувам незадоволни се оние кои што ја користеле можноста за манипулација во минатото и најчесто тие и се најгласни, меѓутоа 90% од
од помошта е исплатена директно каде што треба. Како се искористени тие пари е нешто сосема друго, со друга тема, меѓутоа ние имаме направено систем на кој што не можам нити јас да влијам кој висината кој колку ќе добие, туку оди по едноставно рангирање да првиот добие одредена сума, вториот добие 0,28% помалку, третиот да добие 0,28% помалку и така да оди скалесто според пласманот на табелата во групните спортови зборувам. И тоа е еден систем кој што според мене е квалитетен и систем кој што не дозволува манипулации нити од било кој вработен во Министерството за спорт, нити од мене. Значи, ако вие сте пети на табелата и ви следува X средства, ја не можам да ве направам трети на табелата, затоа што има официјален билтен на кој се гледа кој на кое место завршил тековната сезона и не можам да го зголемам, да ја зголемам субвенцијата од државата доколку не сте на тоа место на кој што треба да сте. Така да, мислам дека еден систем кој што во прв момент ќе намали притисокот на кој што беа навикнати сите оние клубови кои што ги користеа и федерации кои што користеа тој вакуум простор што претходно го имаше и мислам дека полека ќе се ставаат работите во ред и дека мора да сите без исклучок поднесуваат извештај за тоа каде се потрошени тие средства. Мене ми е многу жал што Македонија изминатава година многу мал број на клубови и федерации ги донесоа тие извештаи на време до Министерството за спорт или до матичните федерации, така да мора да работиме малце повеќе, да бидам искрени на тој план, да ги едуцираме и клубовите и федерациите дека сепак на крај ден тоа е една законска обврска која што кога ќе добиете средства и помош од државата мора да даете отчет кај сте ги потрошиле тие средства. Во минатото не било така, меѓутоа ние воспоставуваме нова пракса да и заради транспарентноста, меѓутоа и заради отчетноста и да на крај денот видиме каде завршиле тие средства и тоа е легитимно право на државата и на Министерството да побара извештај за тоа каде се потрошени помошта од државата и така да малце во тој едукативниот дел со клубовите и со федерациите мора да работиме во иднина да научиме и како правилно се поднесуваат извештаи, дека мора кога поднесуваат извештаи не може само да напишете дека сте ги потрошили за патувања без во прилог да не доставите фискални сметки или фактура од агенцијата кај што сте ги уплатиле тие средства за патување. Така да во тој дел малце ќе поработиме во иднина да малце го консолидираме тој дел, едукативниот дел и да на крај на ден полека го следуваме делот со спортот и делот со хаосот кој што владееше, можам да кажам, во изминатите 10 години. Може да се детектира во одредена федерација спортска или спорт кажано поголем хаос или помал хаос или секаде има? Па не би спекулирал, меѓутоа генерално, јас ќе зборувам генерално сега за да не се најде некој увреден и навреден. Меѓутоа генерално треба да се работи на едукација и на клубовите и на федерациите како се поднесуваат извештаи и дека мора да се доставуваат и тие фактури за што сте ги потрошиле средствата, не само на лист хартија да напишете дека сте биле на патување и да мислите дека тоа е некаков извештај кој што треба да поднесете. Најголемото незадоволство или поплаки, жалби во одреден спорт, во фудбалот, во кошарката или секаде и тоа го има? Па видите, секаде има по некој кој што е незадоволен. Меѓутоа пак ќе повторам, тоа е одраз на се она што се случувало во минатото, на кои што ги користеле тие конекции лични, дали со претходните директори, дали некои политички конекции на кои што нели ќе се јави некој политички, да кажам, истомисленик, па ќе побара да му бидат даени поише средства, се одобрувале тие средства, се давале без никакви критериуми, без некаков си начин на тоа како треба да изгледа. Сега во овој случај, пак ќе повторам, не постои такво нешто. Најпрво не постојат јавувања, затоа што кај мене секој притисок е контрапродуктивен, меѓутоа, што е уште поважно, јас и не можам да променам нешто, затоа што направивме систем, кажав и претходно, кој што се оди според пласманот на табелата и се знаат средствата кои што се добиваат групата на ракомет, кошарка, фудбал, одбојка, индивидуалните спортови, се знае сумата на пари кои што секоја група ги добива и така се делат средствата без да можам јас да влијам на, нели, да бирам кои клубови колку ќе добијат средства како во минатото и пак ќе повторам, мора да се стави ред на овој хаос. Незадоволни имало и ќе има и да излезете во пресет на сите оние кои што имаат некакви си барања, повторно ќе се појави некоја друга група незадоволни, меѓутоа најважно од се дека мора конечно во оваа
држава да направиме систем по кој што ќе функционираат работите, а не се да биде на ургенции, телефонски јавувања, не знам, притисоци и тоа е тоа на кој што работиме и сигурен сум дека на неизмената година од постоењето на Министерството за спорт успеавме да направиме некоја си рамка како ќе функционира тоа. Дали идеално? Не постои идеални работи. Дали низ работа ние ќе увидуваме и мали пропусти кои што ги има од наша страна. Нормално ќе ги увидуваме и ќе ги коригираме за да не сепак најреално и најчестно и најспортски правилно ги доделиме тие средства кои што на крајна денот треба да завршат во спортот на вистинското место и дека мора да сите испорачуваат најпрво извештај, меѓутоа и резултати за добиените средства, затоа што не е само да добиете средства од државата и да се надпреварувате, меѓутоа мора да испорачувате резултати. Освен спортските ваучери, каде што беше детектиран криминал и беше вмешан и директорот на тогашната агенција за спорт и млади, криминал беше детектиран и во изградбата на базените кои што стоеа. Всушност, парите се трошеа, сепак работата тргна со вашето назначување. Докаде е изградбата на базените, нешто што ги интересира сите во Македонија, бидејќи ги нема така? Па мислам дека изградбата на базените е почната пред некои си 4 години. И она што на која што и ситуација која што ја затекнавме е дека, ајде да кажем, оваа група од 5 базени, ќе ја земам како пример, беше со реализација под 20% или некој беа 21-22% за 4 години. Значи може да замислите, а отприлика тие базени се градат за некои си 12 месеци, значи так. 3 пати е поминат по една лопата да фрвале секој ден. 3 пати е поминат рокот за нивно завршување. Од кои причини не знам или знам, меѓутоа не можам јавно да говорам. Она што можам да кажеме дека ние за неполна година успеавме да првата група од 5 базени со интензивна динамика и со многу комуникација со изведувачите или економските оператори, многу потрошено време на решавање на сите оние технички проблеми кои што беа во самото проектирање на тие базени, успеавме да ја завртиме ситуацијата и да до крајот на летото ги пуштиме во употреба сите тие 5 базени. Мислам дека ќе завршиме и базенот во Карпош да го пуштиме и мислам дека ќе пробаме и да до крајот на годината завршиме уште еден базен, тоа е во Кавадарци, и да ставиме една, ајде да кажеме, во една рамка да ставиме некои си од 5 до 7 базени кои што ќе бидат овие 5 кажав до крајот на летото и овие 2 да бидат овие 6 до крајот на летото, а тој 7 да успееме да го завршиме до крајот на годината и да ги пробаме да не оставаме работи кои што без разлика дали согласувам со политика на награѓање на таков тип на базен или не, меѓутоа моја обврска како министер е да ги завршам сите почнати проекти и сигурен сум дека до крајот на летото овие 5 ќе ги завршиме или овие 6 ако сакате. 7 до декември ќе ставиме ќе затвориме една приказна со тие базени и да конечно луѓето може да уживаат во користењето на тие базени, затоа што на крај денот средствата се јавни, средствата се на народот и мора да бидеме и да се однесуваме одговорно кон тие средства, затоа што ја не можам од позиција на министер да бирам што ќе завршувам, што не, тоа што е почнато мора да се заврши, затоа што веќе се вложени средства и пак ќе повторам, на крај денот тие се средства на народот и народот треба да има крајен бенефит и крајен корисник да биде народот и јавниот интерес, а тоа е да што е можно побрзо ги пуштиме во употреба тие базени, да секој од каде што се почнати базените да може да ужива во нормално во таа инвестиција која што и смеа спровели и смеа завршиле како Министерство за спорт. Кои беа најголемите проблеми со кои се соочивте токму во базените, изградбата нивна? Зошто толку 4 години стоела работата? Каде бил проблемот реален? Па многу проблеми реално. Според мене еден од најглавните проблеми е грешното проектирање, додавањето на работи кои што во проектирањето кои што реално нема потреба да бидат ставени таму, а тоа е се со цел да биде дигната нивната цена и да веројатно процентот кој што требало да го земат одредени луѓе биде поголем. Ние успеавме тоа да го решиме, да на дел од нив ги измениме проекти, на таму каде што можеше, таму каде што не можеше, не можеме да го менуваме тоа, меѓутоа недоволното финансирање, недоволната заинтересираност од страна
на претходните директори за завршување на тие базени и фактот дека ние само за една година успеавме од 20% да ги завршиме до 100% само покажува дека воопшто се немало нити волја, нити желба, нити финансирање, меѓутоа што е уште најважно, веројатно се немало ни желба за да се става тие во употреба на крајниот корисник, тоа е јавното добро, јавниот интерес или народ, како сакате. Меѓутоа многу проблеми, неисплатени средства од минатото или за она што е почнато, а веројатно и претпоставам, не сум сигурен, меѓутоа и земен процент за почетокот на изградба на тие базени и губењето од страна на директорите на Агенцијата за онлайн спорт, веројатно губењето на интерес да се завршат тие базени затоа што претпоставам тие си оземани со хотел. Така да Имаше и сериозни наводи за криминал во изградбата на базените. Па има некои наводи, нашето вештачење е во тек за тие 5 базени, мислам дека за многу брзо време ќе биде готово вештачењето, ќе биде предадено на јавното обвинителство да провери, на полицијата и да проверат дали таму се работи за криминал, меѓутоа тоа не е мој да зборувам, не е во моја фела, не го разбирам доволно за да можам да кажам повеќе, меѓутоа дека има доста сомнителни работи, има и ќе бидат по завршувањето на вештачењето, тоа вештачење ќе биде предадено на МВР и на обвинителството, па нека одлучуваат. На кои се други проекти се работи како Министерство за спорт? Па јас сум многу среќен што можам да најавам дека ќе го завршиме и фамозниот историски базен во Охрид, кој што е почнат пред 9 години, цели 9 години. Приказната таму е сосема иста. Мора да соодветствува на автопатот, простете што ја прекинувам, нели па. Мора паралелно да се пратат и автопатот и базенот. Меѓутоа сум многу среќен затоа што конечно најдовме решение за тој базен и во најбрз можено ќе почнеме и со продолжување на градба после, не знам, 9 години или кога е почнат. Веќе испративме наши тимови во соработка со градоначалникот на Охрид, господин Пецаков, да, знаете како 9 години ќе стои еден објект таму, оставен сам на себе, веројатно и тие подземни води почнуваат да испливуваат, да излагаат на површина и огромна количина на подземни води или на количини на вода се во околу базенот и ние веќе пративме наши тимови за да почнеме да ја вадиме таа вода од да кажам под базенот и да конечно екипата која што беше ајде да кажам испратена од Министерството за спорт да најде проблем со тоа машинство историско за кој застанат тој базен, беа на 10 или 2 недели во Кина, на кој што со најнови технологии кои што Кина ги поседува во изграда на базени. Тоа е една државна компанија која што е експерт за базени, кој што има преку 38.000 вработени и кој што дадоа некаква идеја и солуција како може да се реши тој проблем со машинството на базенот. И мислам дека ќе биде примената најновата технологија во машинството во базенот и ќе дојдат нивни инженери за краток период за да го извидат базенот и на самиот терен и да нормално почнеме со продолжување на изградба на тој базен кој што вака стана историски, да се пошегуваме малце, меѓутоа да почнете базен пред 9 години да не го завршите, мислам дека е во најмала рака тажно за една држава и јас како министер, ние како министерство не можеме да го дозволиме тоа и се надевам дека за многу брз рок базенот во Охрид ќе биде пуштен во употреба. Значи, временски гледано, колку би требало? Не уште 9 години. Не, јас се надевам дека за некои си 12 до 15 месеци ќе биде базенот пуштен во употреба, затоа што 9 години е останато таму, треба да се направи нов проект кој што веќе е во тек за измена во градба, затоа што таму има стаено, како и на сите останати, дополнителен трошок, а тоа е корито, значи вие најголем трошок кога градите базен, еден од трошоците поголеми е копањето, нели, на онаа дупка и наместо сега кога ќе направите трошокот да ископате дупката, логично е нели да ставите машинство и да ставите плочки кои што во цел свет така функционира и овде некои многу доста под знак наводници интелигентни луѓе се одлучиле да таму мора да има нешто што се вика корито кое што кошта отприлика околу 300.000 евра, дополнителен трошок на веќе постоечкиот трошок
Така да ние ја правиме измената на проектот, тој трошок нема да биде, тоа корито нема да биде ставено таму затоа што дополнително 300.000 евра државата нема да ги потроши на тоа, меѓутоа ќе ги потроши на посовремено машинство и ќе биде се тоа како што треба да биде, а не некој како што замислил да има простор за манипулации и за поголем профит веројатно. Така да тоа се најголемите проблеми и сигурен сум дека за многу краток период ќе почнеме и со доградбата на фамозниот базен во Охрид. Каде е да ќе направите една година од успоставувањето на новата македонска влада, чиј што дел сте вие, гледано еве сега како министер, сепак спортист цел живот, нели, но како министер согледувајќи ги проблемите во спортот цела оваа година, кои се најголемите проблеми во македонскиот спорт и зошто е на такво дереже на какво што за жал беше, се поправаат работите, но кои се најголемите проблеми ако може да ги лоцираме во спортот? Па видите, ја предходниот период кажував и кажувам и сега дека инфраструктурата е најголемиот проблем на спортот и ние не можеме да бараме врвен спорт доколку немаме инфраструктура, ние немаме спортски сали доволно, ние немаме базени доволно за да излезат млади дечиња кои што најпрво ќе почнат рекреативно да пливаат, па да им се роди желба да станат професионални пливачи. И ние се фокусиравме највеќе на инфраструктурата. Се фокусираме највеќе сега за краток период почнуваме нова сала во насело Аеродром, која што ќе биде завршена за брзо време, меѓутоа го чекаме да официјално отпочне изградбата на нова сала. Ќе почнеме уште една нова сала за до септември-октомври и ќе почнеме со веќе изградивме околу 30 на точната бројка не ја знам мултифункционални спортски игралишта низ цела Македонија, нешто кое што за мене е многу важно од причина што без разлика што млади отидоа во друго министерство, меѓутоа јас чувствувам одговорност да на тие млади дечиња направиме што е можно повеќе спортски терени на отворено за да најпрво направиме една огромна масовност, а после таа масовност нели да бараме квалитет преку тој квантитет така да наречам и ние веќе завршиме околу 30 на мултифункционални спортски игралишта, до крајот на годината ќе завршиме уште 40 на такви, што значи дека силно ќе инвестираме во тој дел, во младината и мислам дека со тоа ќе заокружиме оваа да речам една година, ако сакате со доста активности, исплатени преку 18 милиони евра, изградено се ова што досега го набројав, завршени проекти кои што беа останати и мислам дека се на се една година според мене е доста солиден старт за едно ново министерство кое што во таа трансформација начекавме да текнеме една институција која што беше руинирана по сите нивоа. До ден денес имаме проблеми во решавање на таа ситуација затечена, меѓутоа сигурен сум дека до крајот на годината ќе ги поставиме работите на ниво на кое што треба да биде едно министерство и ќе почнеме веќе од декември да функционираме на едно повисоко ниво. Јас сум доста амбициозен и си задавам секогаш можеби и намерно така малце поголеми задачи од што треба за да нели секогаш да кажам не ги остварувате своите амбиции и цели до крај и да секогаш имате некоја цел кон која што сакате да стигнете. Така да сигурен сум дека следната година ќе биде уште поуспешна за спортот. Средствата кои што и субвенциите ќе бидат исплаќани секогаш на време, како оваа година измината и мислам дека следната година ќе почнеме да размислуваме веќе на едно подруго ниво, повисоко ниво на тоа дали средствата кои што се вложени ги даваат потребните резултати, меѓутоа оваа година решивме да малце релаксирано ги делиме средствата, а од следната веќе да бараме резултати, што мислам дека е логично и нормално кога вложувате во нешто да барате и резултати и да го гледате бенефитот од тој влог да се враќа. Нашиот бенефит кој што сакаме да го видиме е успех што е можно на екипите повеќе надвор од државата, представување, подигнување на квалитетот на домашните првенства, вложување повеќе во македонски деца и во странци, меѓутоа тие странци да бидат на ниво на кој што ќе можат да бидат идоли на македонската младина, а не да се носат странци кои што ќе бидат на нивото или под нивото на македонските играчи, така да во следната година ќе обратиме внимание малци и на тој дел.
Кога би направиле една разлика во однос на функционирањето на Агенцијата за спорт и млади и на Министерството за спорт, во што е разликата? Дали самото тоа што е на едно многу повисоко ниво, дигната целата работа околу спортот, координацијата, која е главната разлика меѓу Министерство за спорт, еве вие една година, и претходното функционирање на таа Агенција за спорт и млади? Не се сите афери, нели, криминали што се случуваат таму, кои што ги знаеме, кои што се во тек во јавното обвинителство и се, но еве кога би направиле една разлика, која е најголемата разлика меѓу тогаш и сега? Па видите, многу едноставно. Да. Кога сте Министерство за спорт, сте на масата во влада, сте на седниците на влада и можете самостално да се борите за својот буџет, кој што оваа година гледате и сами дека на Министерство за спорт е доста сериозен. И тоа е приликата која што имате за да што е можно повеќе финансии внесете во спортот, а преку тоа да можете да направите една, ајде да кажем, градежна офанзива, да вложувате повеќе пари во спортот, да има поголеми ингеренции Министерството и да се направи една институција која што за година дена од сега ќе биде една навистина еден од лидерите на оваа влада и еден од лидерите на тоа како треба да изгледа модерно општество. Така да придобивките се огромни. Претходно Агенцијата за млади и спорт беше под ингеренции на Министерството за правда и сега ако вие на пример сакате да направите, прост пример ќе дадам, една измена на закон како што беше случај со денешниот, вие треба да отидете и да барате состанок со министерот за правда, па министерот за правда да процени дали е тоа добро, па да види дали може да ги избутка тие измени во законот, затоа што носат финансиски импликации нормално. И се тоа во круг, тоа е вртење во круг, доека вака вие поднесувате измени на закон, нормално комуникација секојдневна со Министерство за финансии, со премиер, со сите други министерства и заедно го креирате таа политика, заедно учествувате и си помагаме меѓусебно за функционирање на секоја институција подобро. И тоа е придобивката која што вие сте на таа влада и се борите за под знак наводи за самиот себе, за министерството кој го представувате, да што е можно средства донесете за работа, а преку тие повеќе средства вие ќе можете и да ја креирате политиката надоле, дали е преку избор на сали, не знам, поголемо финансирање во спортот, избор на игралишта, завршување на базени и така натаму, така да разликата е огромна. Измени на закон кои што воопшто не се едноставни, меѓутоа кога сте министерство работи тоа многу полесно отколку доколку сте агенција. Така да не е тоа мала работа, разликата е огромна и верувајте, најважно е што премиерот и владата ставија акцент дека спортот треба да стои високо на пиедесталот, што е една порака дека спортот е многу важен дел од функционирањето и на сегашноста, меѓутоа и на еднината, и мора да мислиме сите на влогот во тоа што треба да го дадеме сите за развој на нашата младина, која што гледате дека е заразена со сите овие модерни, ајде да ги наречам, работи, дали се работи тоа за, не знам, играње игри, казина, има многу работи кои што се девијации во општеството, кои што се непопуларни, меѓутоа се дел од нас и ние мора да работиме на нивно намалување на влијанието, а да во исто време да го зголемуваме и влогот во младите и да ги насочуваме кон вистински вредности, а со самото тоа вистинските вредности ќе изградат здрава младина, а таа здрава младина утре треба да ја води и да ја представува државата и да градиме поздрава нација за иднината. Како прв министер за спорт, вие сте некој што го газите, го тапкате, што се вели патот. Дали одејќи вака како прв министер сепак и лоцирате проблеми, наоѓате начини за подобро функционирање вод, што би се рекло? Па добро, кога сте прв и кога сте пионер во нешто, не секогаш е добро. Има и своји потешкоти. Дефинитивно, да. Кажате добар пример, значи многу е тешко да се оди на снег кој што не е народски кажано разгазен и да вие ги правите првите чекови, нормално дека има потешкоти. Меѓутоа јас сум свесен за тоа и бев свесен пред да стана министер, затоа што не ни очекував дека ќе биде лесно. Јас сега малце можеби и лично и себично ќе кажам дека јас во животот ништо не сум постигнал лесно, не очекував ни дека ова ќе биде лесно, меѓутоа познавајќи го својот карактер, својата упорност, својата решителност и решеност да направиме здрава институција од Министерство за спорт, се нафатив и сигурен сум дека од година во година ќе бидеме се подобри. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е министерот Борко Ристовски. Останете со нас, одиме со вкусиот блок реклами.
Се враќаме во за или против. Мој гостин е министерот за спорт Борко Ристовски. Министре, не толку одамна беше презентиран уште еден нов интересен проект за популаризација на спортот. Зборуваме за 3 спортски федерации кои што потпишаа договор со македонската радио-телевизија. За што станува збор? Ова е еден убав проект, голем проект, кој што е поддржан од Министерството за спорт, а тоа е да трите федерации, ракометната, одбојка и кошаркарска, да бидат пренесувани барем 50 надпревари во годината. Так. Надпреварите ќе бидат пренесувани на македонската радиотелевизија, баш како е што е пренесувана и Лигата на шампионите. Ќе бидат пренесувани и ќе има строги критериуми кои надпревари ќе бидат пренесувани, а тоа е да има одредени услови. Не може секој еден клуб да биде пренесуван доколку не ги исполни условите кои што ќе бидат зададени од македонската радиотелевизија и Министерство за спорт. А тоа е, например, да има лед банери на кои што ќе може да одат имињата или имињата на компаниите кои што спонзорираат. Подлогата треба да биде соодветна на продуцентите од македонската телевизија и се тоа ќе го и лед екраните и подлогата ќе биде поставување на тие лед, затоа што не секој клуб може да си го дозволи тоа, нели? Тоа е дополнителен трошок. Ќе бидат финансирани од страна на Министерството за спорт и поставувањето на тие лед реклами и поставувањето на подовите ќе биде финансирано од Министерството за спорт, се со една цела, тоа е да добиеме квалитет во надпреварите, меѓутоа и квалитет и во преносите на македонската телевизија, да успееме да го популаризираме спортот и да што е можно повеќе млади деца бидат на телевизија и спромовирани и да создаваме полека идоли. Затоа што гледате дека не се раѓаат во последно време повеќе спортски идоли, се помалку имаме и ова една најпрво популаризација на спортот, меѓутоа и популаризација на оние играчи кои што настапуваат во Македонија и да ги, пак ќе повторам, да ги апострофираме и популаризацијата, меѓутоа и популаризацијата на индивидуалните или колективните спортови кои што ќе бидат пренесувани на македонската телевизија и мислам дека на крај на денот голем бенефит ќе видат и спонзорите и потенцијалните спонзори, затоа што да платите реклама на било која телевизија кошта сериозно доста пари, а додека трае преносот да ваше името на вашата компанија оди 60 на минути на тие лед светла кои што ќе бидат или лед банери, ќе ги мотивира компаниите да што е можно повеќе се рекламираат, за да, или нормално на телевизија кога трае пренос саат и половина, час и половина, ќе може да компанијата своето име биде на тие лед екрани и да преку тоа си ја промовираат својата компанија за возврат на тоа да клубовите си добијат одреден финансиски надомест, што индиректно ќе значи и помош за самите спортски клубови, така да е еден доста гломазен проект, доста сериозен, доста иновативен проект кој што во соработка со македонската телевизија и со федерациите со кои што потпишавме договори или потпиша македонската телевизија, ќе донесе еден огромен плюс за спортот генерално. За колкава сума зборуваме, нели вие треба да ги направите банерите, подлогата? Па не ја знам точната сума, меѓутоа сите тие финансии ќе бидат и за банерите, меѓутоа и за подлогата ќе биде на трошок на Министерството за спорт. Така, сите клубови ќе го добијат тоа без исклучок? Сите надпревари кои што ќе одлучат македонска телевизија и матичната федерација ќе одлучуваат кои надпревари ќе бидат пренесувани, тоа не одлучуваме ние, меѓутоа македонска телевизија и да речеме кошаркарската федерација ќе одлучуваат кои надпревари ќе бидат пренесувани и ние ќе го знаеме тоа и ќе бидат поставени или лед банери, меѓутоа и тие подлоги кои што се треба да бидат соодветни на пренесувањето. Во план се и други спортови да влезат во оваа шема во соработка со МТВ или? За сега почнуваме со овие три спорта. Во план е да со Федерацијата на училишен спорт ги пренесуваме и училишните надпревари на дечињата, за да нормално секој едно дете сака да се види на телевизија, секој родител сака да види своето дете, секој еден дедо, баба сака да се видат своите внуци и да, пак ја повторам, го популаризираме спортот и да ни стане начин на живот и да наместо да, не знам, дома седите и гледате некоја странска телевизија, ќе завртите да гледате некој македонски надпревар кој што ќе биде со висока HD резолуција, кој што ќе биде со квалитетен под, кој што ќе биде презентирано и испакувано на еден начин на кој што ќе треба да изгледа еден светски надпревар и
На крај на ден, пак ќе повторам, се ова е во интерес на спортот и на промоција и презентирање на спортот како секојдневен начин на живот и да кај да се завртите, вие гледате спорт и со самото тоа што повеќе дечиња привлече. Не отстапувате, значи, од тоа да биде за младите многу битно се тоа враќањето на вистинските вредности, како што кажате, младите се тргнати во друго министерство реално, но вие како спортисно и министер останувате младите да бидат фокусот, буквално кажано. Кај мене не е само флоскула дека младите се нашата иднина и ја тоа го мислам и сите ние заедно треба да работиме да што е можно во било која сфера на нормалното функционирање на животот помогнеме или билеме поддршка на тие млади, затоа што пак и повторам, светот останува на нив и него користам ова како некоја си флоскула, на вистина го мислам и правам се што е во моја моќ да младите бидат што е можно застапени во секојдневното мое функционирање и во мојот кабинет. Има многу млади деца кои што се со мене, меѓутоа и околу мене се трудам да секогаш имам млади деца и да им дам поддршка за се што мислам дека им треба. Како што кажав, за неколку дена, буквално кажано, 10, ќе биде 1 година од владењето, нели, на вашата влада, на владата на ВМРО ДПМН и коалицијата со Вреди и Знам. Ќе имате уште 3 години, предпоставувам, независно дали ќе има предвремен или како иде. Која е вашата визија за еден мандат? 1 година помина, тоа е премалку, влеговте што се вели, или се загреавте во работава. Која е вашата визија за македонскиот спорт за овој мандат, па дај Боже и понатаму? Видите, Министерството за спорт не може да прави резултати. Не сме ние тука да правиме резултати. Ние сме тука да направиме што е можно подобри услови за да можат сите спортисти, млади, стари, врвни, талентирани да прават резултати. Тоа е мојата визија, дека ние треба да направиме идеалност. Не постои според мене, меѓутоа што е можно најблиско до идеално услови за да се развиваат младите, за да се развиваат спортистите, да врвните спортисти можат да спортуваат и да се издигнуваат на уште повисоко ниво, да можат да ја представуваат својата татковина и на крај на ден да оние средства на помош кои што ја добиваат сите од државата и од Министерството за спорт да се направи едно канализирање и да што е можно македонски екипи гледаме повеќе во Европа, да ја представуваат Македонија надвор и да на крај на ден преку тоа министерство, преку тие вложувања, се што го правиме, направиме поздрава нација. Во Македонија не знам дали е направено некојаш такво испитување, јас ќе се заангажирам малку и ние да направиме такво истражување. Јас бев во посета на црногорскиот министер за спорт пред неколку денови и тие направиле истражување и секој евро вложено во спортот заштедува 7 евра во медицината или во Министерството за здравство. Така да треба и ние да видиме дали сме од прилика тука некаде и да што е можно средства инвестираме во спортот за да помалку средства користи Министерството за здравство за лечење на сите оние недостатоци кои што ги има со неспортување, нездраво исхрана и така натаму и така натаму. Така да работиме и мислиме малку пошироко од рамката во која што сме, за да што е можно помогнеме на сите полиња и да пак и повторам крајен бенефит биде јавниот интерес, луѓето, младите луѓе и да направиме една поздрава нација. Дали сепак и покрај стартот кој што го имавте благодарение на оставштината од минатото, нели агенцијата, односно нели за спорт и млади и она што го начекавте, дали оваа прва година скоро ветува сепак дека она визија која што ја имате не е само утопија, туку дека може да се оствари со вистинска работа, труд, идеи, сето она што се прави. Сите оние кои што ме познаваат знаат дека сум доста упорен и истрен во она што сакам да го замислам и во мојата идеја. Нормално не сум сам таму, има круг на луѓе со кои што работам јас, цело министерство, луѓе кои што на вистина принесуваат, не сум само ја да не се разбереме, меѓутоа идејата наша е дека нема неостварлива работа и неостварлив проект, само зависи од тоа колку сте упорни, колку сте решени да ги завршувате тие проекти кои што на крај на денот вие сте ги почнали или имате визија за тоа. Јас сум среќен да успеам 90% од она моја замисла да исполнам, а здравје Боже ќе судат луѓето и ќе осети јавноста и нормално за одреден период ќе се осетат и придобивките се ваше обраја. За една година од министер за одбрана, како што ве нарекува, до министер за спорт, еве за крај имате време да го практикувате она што го правите цел живот, буквално спорт за себе да посветите малку внимание или не? Па се трудам, мојот работен ден започнува со носење во школа на моето синче,
па заминување во теретана секојдневно тоа го правам по 1 час, иако не се гледа тоа на мене, меѓутоа се трудам секој ден да по 1 час барем истренирам и потоа да почнам со работните обврски за да имам таа сила, затоа што верувате дека тренингот ви дава дополнителна сила, не ве исцрпува, туку ви дава сила за да може да го искористите денот, а денот е многу долг. Ние сме малце поинаку работиме, немаме ограничено работно време, така да секој ден сме до 17-18 часот на работа и верувате дека тоа бара стварно голема физичка издржливост. Јас се трудам да го пратам тој дел и да секој ден спортувам оно колку што може, нормално. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам на поканата. Не беше чест. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.